доктор Анџелка. Здраво, Кики. Може да почнеме? Може. Во тинеџерските години се случуваат, може да се кажа, најмногу промени во изгледот на еден човек кои може да бидат психички и физички травматични. Зошто се случуваат и како може да си помогнеме сами на себе да не ни влијае толку? За време на пубертетот се случуваат најголемите хормонални промени. Значи, тука доаѓа до будење на хормоните, поради кои во кожата се лачат поголема количина на себум или на масноти, кои од своја страна пак резултираат со појава на акни или комедони од отворен и од затворен тип, кои популарно вие тинеџерите ги нарекувате црнки или белки. Дали постои некоја универзална рутина на нега на кожа која би ја препорачале за сите? Универзална рутина за нега на кожа не постои. Најдобро е да се направи консултација стручна со специјалист дерматолог кој навистина ќе го води тинеџерот низ рутината како домашна, така и во професионални услови. Колку време во денот треба да се одреди за нега на кожата? За среќа, за една добра рутина и нега на кожа не се потребни часови во денот, бидејќи станува збор за утринска и за вечерна нега, во зависност од тоа дали тинеџерот веќе почнал да користи шминка или не. Навистина, утринската нега одзема 10 до 15 минути, додека вечерната нега, во зависност од тоа дали има нанесена шминка, понекогаш може да одземе 15 до 20 минути. Во денешно време бомбардирани сме со реклами за козметики. Како можеме да одредиме кои се добри, а кои не? За жал, во денешно време, навистина, доста се искомерцијализираа овие работи, па така рекламите за различни козметики кои може и да не се толку соодветни за оваа возраст, имаат експанзија. Навистина, правилен избор на козметика, соодветна козметика, независно дали се работи за медицинска или декоративна козметика, повторно треба да падне на специјалист од оваа област, односно стручно лице кое може навистина да препорача, зависи од проблемот на кожата. Најдобро да биде нормално специјалист дерматолог кој ќе го советува тинеџерот или пациентот дали навистина има потреба од сите тие козметики кои знаеме дека се рекламираат секојдневно. Исто така имаше еден мал тренд на помали девојчиња кои слават родендени во разни козметички продавници, пробуваат разни козметики на нивното лице. Кој е вашето мислење за ова? Видете, за овој тренд навистина сме свесни, затоа што се случува, можеби не секојдневно, но доста често да доаѓаат тинеџери кои пробуваат и по нашите маркети и продавници за козметика разни козметски производи кои навистина не се соодветни за нивната возраст. Најдобро е било кој производ кога е нов и треба да се користи, да се проба на еден многу мал дел од кожата и да почекаме да видиме дали има некаква реакција, доколку нема тогаш да се нанесува. Меѓутоа да се аплицираат без никаква помош од стручно лице било какви декоративни козметики во овие години навистина не е соодветно, бидејќи некои од нив содржат доста јаки по концентрација киселини кои може да доведат и до некои изгореници, сериозни оштетувања хемиски на површинскиот слој на кожата, така што навистина треба многу да се внимава и мислам дека овој тренд не е соодветен. Со социјалните медиуми се отвори една голема дебата за естетските корекции кај младите луѓе. Кој е вашето мислење? Генерално естетски корекции се препорачуваат онаму каде што навистина има несовршености кои може да го загрозат психичкото здравје на еден пациент, меѓутоа се разбира во едни други години. Ако зборуваме за естетски корекции во тинеџерската возраст, навистина е несоодветно. Естетски корекции се дозволени секаде во свет, барем во помодерните земји, да се прават над 18 години. Тоест, навистина треба лицето да биде полнолетно за воопшто да смее да врши естетски корекции. Дел од естетските корекции се вршат во помлада возраст, кога станува збор, например, за изразено клемпави уши, каде што докторот кој треба да ја врши естетската корекција се соочува со фактот дека детето можеби кога ќе тргне на училиште, за жал би било мета на врсничко насилство или булинг. Во тој случај, во договор со родителите се договараат за одредени естетски корекции. Меѓутоа, ако зборуваме за дополнување на кожата на лицето со најразлични филери и така натаму,
Апсолутно сум против. Значи, тоа не смее да биде аплицирано во возраст која што е тинејџерска возраст и навистина се тоа доста сериозни предсе медицински средства и препарати кои може да доведат до трајни последици доколку бидат аплицирани во овие години. Кои се последиците? Реакциите може да бидат многу драматични, започнувајќи од алергиски сериозни реакции до длабоки ткивни инфекции кои ќе доведат до деформитети кои навистина може да бидат трајни деформитети, односно да доведат до трајно наградување на лицето и навистина не би требало, без разлика какви трендови ние лекарите сме свесни дека се следат по социјалните мрежи, по TikTok и така натаму, ова не смее да биде дел од размислувањето на еден тинејџер. Ние тинејџерите често гледаме несовршености во нашиот изглед. Јас се сеќавам дека сум имала страшен комплекс за мојот нос, што навистина и не е толку страшно. Кој е решението на овие несовршености? Ти имаш преубав и пропорционален нос во однос на останатите пропорции на лицето, така што тоа добро што ти прошло, како фикс идеја. Меѓутоа, навистина, вие тинејџерите сте склони да се фиксирате кон одредена несовршеност, за разлика веќе од повозрастните пациенти, кои го гледаат целокупниот изглед на лицето. Исто така и ние докторите се трудиме да работиме со пациентот, кога ќе видиме дека се фиксира буквално на една точка или еден дел од лицето, да го свртиме вниманието на нешто друго, затоа што навистина најубавите лица се асиметрични лица, несовршени лица, така што се надминува со многу разговор. За жал, понекогаш е потребна дури и психолошка поддршка, меѓутоа ова е период кога навистина секој еден тинејџер си бара токму мана, односно несовршеност. Дали има некои третмани кои можеби би ги препорачале? Се разбира, поготово за пациентите кои имаат проблематична кожа со несовршености, ако треба така да ја наречеме масната кожа, склона кон акни, постојат разни третмани кои може да помогнат. Дел од нив се третмани и рутини кои ги препорачуваме од медицинска козметика во домашни услови, но кога ова не е доволно, препорачуваме професионални третмани кои се изведуваат нормално во медицински услови. Еден од нив и доста ефикасен и баран од страна на тинејџерите е HydraFacial третманот, со кој во неколку чекори успеваме да ги решиме несовршеностите, да ја исчистиме кожата длабински, да ја исхидрираме, да ставиме ексфолијација таму каде што е потребна, ако има навистина затнати пори, комедони или милиуми, и понатаму да нанесеме соодветни маски и креми кои ќе остават хидрирана во текот на денот и во текот на наредните недели. На кои години мислите дека се одветно да се почне со декоративна козметика, односно шминка? Со напреднувањето на трендовите, навистина долната граница од која почнува користење на декоративна козметика се спушта. Ако едно време сметавме дека 16 години е онака bottom line од кој може воопшто да почне некој да користи декоративна козметика, сега мислам дека за година-две ова граница се спушта, што не е соодветно, затоа што декоративната козметика најчесто навистина ги запушува порите. И секогаш кога веќе мора да се користи или кога треба да се користи декоративна козметика за камуфлирање на одредени несовршености, мораме да внимаваме барем козметика на која што пишува некомедогена, значи козметика која навистина нема да направи доста поголема штета кај и така проблематичната кожа. Јас сум веќе 8 часа на сет и ова продукција бара професионална шминка за секое снимање. Дали би сакале да ни покажете како се вади професионално таа шминка и колку е тоа битно за негата на кожата? Се разбира. Што имаме ставено сега на лицето? Јас имам крема со фактор, крема за подлога на шминката и шминка. Во ред, прво ќе го исчистиме лицето, па ќе продолжиме. Може. Најпрво ќе го исчистиме лицето, шминката ќе отстраниме со мицеларна вода, понатаму со еден нежен чистач во вид на пена ќе го отстраниме вишокот. Кажете ми, кој е вашето мислење за
различните начини на потемнување на кожата, што се исто така тренд кај младите. Сончањето е убаво, го поттикнува создавањето на D-витамин, меѓутоа треба навистина да биде безбедно. Јас препорачувам задолжително користење на креми со висок заштитен фактор, SPF најмалку 30 или 50, и се разбира да не се изложува лицето на сонце помеѓу 12 и 16 часот попладне, кога се многу високи UV индексот и UV зраците се навистина доста штетни. Додека за потемнување со користење на вештачки извори, како на пример солариуми, сум против. Тоа се навистина многу штетни UV зрачења, кои може не само да ја остарат кожата предвремено, туку може и да предизвикаат карцином на кожа, и е нешто што е навистина многу сериозно. Употребата на солариуми на лица под 18 години е апсолутно забранета, например, во Соединетите Американски држави. За жал, кај нас се уште некои лица подлегнуваат на вакви брзи методи на самопотемнување. Светам или не светам? Светиш, еве за жал што излезе од лицето, ова излегува како резултат на нечистотијата од надворешната средина и сите пациенти на кои се прави третманот. Поготово оние кои живеат во урбана средина, ова е неизбежно, меѓутоа токму поради ова лицето останува да свети после третманот. Која е препорака што би ја дала на младите за нега на кожата? Задолжително чистење на лицето, поготово во рутинската нега навечер, за да може да се оди во кревет со исчистено лице, нанесување на хидратантна крема, да не го чепкаме, дури ако имаме несовршености, воопшто ние да не ги отстрануваме, да го препуштиме тоа на стршни лица, а наутро задолжително да се користи крем со SPF фактор, за да може да го заштитиме од штетните дејства на UV зраците. Супер, благодарам многу. Ти благодарам и тебе.